тема која дефинитивно заслужува внимание. Односот на снаата со свекрвата треба да биде однос кој што е заснован пред се на меѓусебна почит и разбирање. Анализираме, дискутираме, отвараме една навистина значителна тема со професор Татјана Стојановска Иванова, социолог. Добро утро, поздрав до гледачите. Да, и се надевам дека обично кога говориме како социолог за девијации, обично ме повикуваат и сега навистина сум среќна од аспект што ќе опфатиме еден интересен социолошки феномен кој што не е во тој ред, туку е нешто што е навистина наше катадневие, секојдневие за кое што се зборува и во секојдневниот живот, меѓутоа и научно се третира како еден од специфичните социолошки проблеми, тој однос на свекрва. Меѓутоа ќе ми дозволите пред да почнеме официјално, бидејќи и во контекст на темата, морам да го честитам денешниот роден ден на мојата свекрва. Нека ви е жива и здрава. Благодарам, среќен роден ден. Мајка Милка, да бидеш жива, здрава, што години да не радуваш, бидејќи и во тој контекст зборуваме с нас свекрва. А и денот е таков, затоа сакам еве од срце да го честитам роденденот. Нека ви е жива и здрава и да ве радува уште долго сите заедно, само да имате убави моменти зошто да се собирате на трпеза. Како социологијата го објаснува односот помеѓу снаата и свекрвата во традиционалните семејства? Така, значи ние кога зборуваме за однос на свекрва, зборуваме и за односот во контекст на генерациите или улогите што ги играле тие сите, да речем, сите фази во развојот на општеството. Меѓутоа, она што е поактуелно, велам денес, е таа паралела што ја правиме разликата во однос на традиционалните семејства и во однос на современите нуклеусни семејства. Иако морам да кажам дека, или разлика во однос на рурални и урбани подрачја, ќе зборуваме за нашата земја, за Македонија, и за во балкански контекст исто така кога станува за поготово за традиционални некои односи. Споменавте на почетокот традиционалните семејства, значи да речеме од пред 50 на години, кога говориме за самата релација, тогаш станува тоа е истоветно како кога зборуваме за односот генерацијски во смисла почита кон постариот и она што велиме, тогаш имаме патер фамилија во смисла традиционализмот. Во тој период значи дека таткото е глава на семејството, мајката била не класично подчинета, меѓутоа особа која што ги обавувала сите домакински работи и се грижала за воспитување на децата и тука може повеќе да зборуваме за нејзината улога како мајка, како родител, но и секако во контекст на изборот на невеста учествувал најчесто таткото, тогаш знаеме како ги бирале без соодветна, да речем, доволно познавање. Меѓутоа, подчинетоста на снаата во смисла на слушање на сето она што, бидејќи кога веќе таа доаѓа во семејството, тогаш свекрвата е таа која што на некој начин го носи товарот на тој однос, под наводници товарот на тој однос, бидејќи таа е таа која што се слуша и во контекст на воспитување на децата, тоа е еден од клучните моменти, процесот на воспитание. И она што кога ќе направиме паралела разлика со денешното нуклеусно семејство во однос на процесот на воспитание, потоа домакинските работи кои што се одвивале во традиционалното семејство, во смисла водењето на домакинство. Значи, целокупното тоа домакинство, свекрвата била таа која што одредувала во смисла, секојдневно, од што ќе се во контекст на исхраната, го поставувала редот. Па затоа велам, го носи товарот на секојдневието во однос на сето она што го има домакинството. И тој однос бил, пак ќе кажам, на некој вид на и послушност, меѓутоа и почит и кон постариот, но и неможност да се каже мислењето. И затоа велам, тој генерацијски јас кој што постал. Мислењето на помладите, поготово кога знаете снаата во едно ново домаќинство била таа која што сега не мора во вистинска смисла да кажам дека била безгласна буква, меѓутоа ги слушала советите и се однесувала во тие традиционални семејства како што било налагано на најстариот член, обично велам свекорот, или меѓутоа во односот на свекрвата потполно ги слушала нејзините совети и
како што кажа, во катадневната, она што се секојдневни рутински, можеби, активности, до процесот на воспитание на децата и работите кои што ги обавувале. За Кусо и во првото војње ќе слушнаме еден свекор, кога веќе го спомнавте, еден свекор како тој во својата перцепција и како тој гледа на односот и колку е тој однос важен на снаата со свекрвата, но претходно споменавте нешто па ме потикнавте да ја прашам. Постои ли културна или историска основа за чести конфликти и зошто воопшто да биде како во перцепцијата кога ќе се спомне снаата и свекрвата дека треба да има конфликт помеѓу овие роднински односи. Да, два типа на роднински односи. Тоа не е крвно сродство, бидејќи снаата вас ви е социјално сродство. Да. Нели, внуците вас ви се и синот, крвно сродство, а снаата ви е социјално сродство, бидејќи таа доаѓа во семејството. И кај нас, велам, тој тип на се на некој начин надградува во смисла дека мора да постои конфликт. И тоа се пренесува, да речеме, преку народните приказни. Значи, тоа е еден вид на пренесување на традиционални некои вредности, дека секогаш мора да постои некој конфликт. Иако не треба да постои, не сме да постои, тоа е повеќе различни типови на вредности кои што се восприемани во текот на генерациите. Иако, да речеме, почит и ден денес треба да биде основа кога станува збор за било кој вид на комуникација, не само снаа свекрва. Особено помладите кон постарите. Така особено. Сега ќе зборуваме и понатаму за нетрпеливоста, за егоизмот кој што денес пак како вредности си тука можеби настанува некој конфликт, меѓутоа ме прашавте историски. Историски има моменти кога доминира жената. Знаеме, да речеме, периодот на матриархат, кога и целото наследство било по женска линија и таа била доминантна, сето и сродството се рачунало по женска линија. И во тој, можеби и од тука се влечат некои корени да матриархат или најстарата жена во семејството ја има главната улога и во целиот тој контекст на одлучување. Меѓутоа, велам, кај нас можеби тој тип на традиционализам повеќе се пренесува од генерација на генерација и останал митот дека секогаш има некој недоразбирање. Затоа велам, врз основа на тој мит потоа се снимале и филмови и до ден денес имате вие ја што велам македонски народни приказни. Ги споменавте, да. Ета и во инсертите оде и оттаму ја изимавме, да. Каде што ставене во центарот односот на снаата и свекрвата и секогаш ако ги следите целиот тој контекст, ќе видите многу помалку примери на позитивен дискурс, во смисла позитивен однос или некој вид на почитување, соработка, консултација, комуникација, сегаш се прикажува 90% од односот кога станува збор за некој недоразбирање или она што зашто ќе позборуваме исто така, зашто често пати и настанува и тоа го говорат резултатите, тоа е тој врзаност на синот со мајката во смисла некогаш правењето на споредби во контекст на катадневие, во контекст на други обврски, во контекст на готвење и однесување и затоа често пати тоа е и причина за одредените конфликти. Ќе го зборуваме тоа за Кусо. Ајде, почита, ја споменавме почита на младите и на постарите. Всушност, почита на младите кон постарите е предуслов за среќно семејство. Ја вклучуваме колешката Сузана Апостолова од овој блок е заедно со нас. Таа ќе биде со нашиот колега Орце Гелевски. Ајде да го слушнеме и свекорот, да слушнеме како тој гледа на односот снаата и свекрвата. Да слушаме Суза, добро утро официјално. Добро утро, Јована, добро утро за тебе, гостинката во студиото и секако нашите гледачи кои што ја следат утринската програма. Многу убава тема која што сигурна сум дека го привлекува вниманието на гледачите, односите во семејството, релациите пред се меѓу снаата и свекрвата, но не смееме да го изоставиме и релацијата помеѓу свекорот и снаата, за кој што најчесто се вели дека се вообичаено или најчесто одлични. Зошто е тоа така, ќе го добијам одговорот од мојот колега Орце Гелевски. Орце, добро утро. Добро утро.
Добро утро и за гледачите на македонската телевизија. Многу честа тема за која што се вели дека секогаш има некои негативни провлекувања во односите помеѓу постарите и помладите во семејството, но има и убави, светли примери кои што покажуваат како младите и старите меѓусебно се почитуваат. Меѓутоа, ајде да одговориме на прашањето зошто се вели дека релацијата помеѓу снаа и свекор се многу подобри за разлика од оној помеѓу снаа и свекрва. Зошто свекорот е во таква поубава позиција? Да. Мора да кажам дека многу интересна тема за ова понеделничко утро. И интересна тема на вистина затоа што многу ретко во нашата традиција и во нашите народни приказни се зборувало за таа релација свекор-сна. Обично, нели, тоа се тие односи меѓу свекрвата и снаата. И нормално и во нашата комуникација секогаш, нели, свекрвата е таа која што се договара, преговара, разговара со снаите и ги организираат обврските во домот и блиску се поврзани секојдневно. Но некогаш, нели, има одредени проблеми, недоразбирања и секогаш снаата е таа, односно свекрвата е таа која што е на удар. Свекарот е секогаш настрана. Укажува на работите, да. Настрана, не се меша многу во работите и свекарот е секогаш, нели, оној малку подобриот. Да. Меѓутоа, јас морам овде да истакнам дека во односите меѓу родителите и децата најчесто се вели мајките се поврзани со синовите, а додека татковците со керките. Па во случај кога можеби немате керка, имате синови, како во вашиот случај имате два прекрасни сина, ви недостасува керка, па тоа го надокнадувате преку снаите. Па се разбира, да, имам две прекрасни снаи. Мора да кажам дека имаме одлично разбирање, значи големо почитување од нивна страна, разбирање, значи две прекрасни снаи од нашите два сина. И 4 внуци. И 4 внуци, Нека ви се живи и здрави. Фала. И сега јас морам да ве прашам, каков свекор сте? Дали им помагате на вашите синови и снаи? Дали можеби нешто ви замеруваат тие вам, вие ним и во што најмногу се сложувате? Па тоа што е карактеристично кај нас е тоа што сите овие три фамилии живееме многу блиску. И во текот на неделата сме, би рекол, постојано заедно. Значи, ние сме тие кои што многу често ускокнуваме да им помогнеме околу врската со внуците. Значи, треба да се однесат во градинка, во школо, на оние додатни активности што ги имаат. Така да, многу често сме заедно, комуницираме, знаеме и во текот на неделата да седнеме и на неделен ручек и односите се, нели, навистина многу добри, но има и одредени, нормално во животот, има недоразбирања. Но сето тоа се надминува кога имате убава енергија и желба да се разберете и да се почитувате и помагате. И за одредени проблеми секогаш разговараме отворено, еви релација свекор со сна. Но одредени, би рекол, потешки теми, прво разговарам со синот, затоа што, нели, синот е многу поблизок со таткото со мајката, а потоа, доколку синовите проценат дали е потребно да разговараат со снаите, тоа е нивна работа. Сушност, во овој наш разговор утрово, во ова наше линковско вклучување, потврдивме кои се придобивките доколку помладите и постарите членови на семејството меѓусебно се почитуваат и можат само да си помагаат и заедно да градат среќно семејство. Која ќе биде вашата порака за гледачите? Има доста убави придобивки. Најважно е да, како што реков, да има почитување. И мора да кажам дека неопходна е таа помош меѓу повозрастните и помладите. Ние повозрастните секако сме им од корист на помладите, но во денешно време, нели, треба да се почитуваат и одредени сугестии од помладите. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам. Јована, мислам дека упативме убава порака. Почитувањето пред се помеѓу помладите и постарите во семејството ќе овозможат секако и среќно семејство.
Така е, многу убава порака испраќаме. Се надевам дека денеска ќе бидеме слушнати. Благодарам Суза, благодарности до колегата Орце Гелевски. Продолжуваме. Во студиото професор Татјана Стојановска Иванова е наша гостинка. Најчестите причини, професорке, за недоразбирање помеѓу, може да кажеме, ајде, помладите и постарите, или во конкретниот случај помеѓу снаата и свекрвата? Да, најчестите кои се причини за недоразбирање, кој што рековме, да не го ставаме зборот конфликт, пошто е сепак потежок збор и велиме недоразбирање. Недоразбирање, да. Има голем број анализи кои што се работени социолошки за семејствата. Како велиме, секој е и среќно и несреќно на себе својствен начин, меѓутоа најчесто причини се она што велиме начинот на живот кој што поготово во почетните години од бракот, знаете, едно е кога живеете со своите родители, каде што да речеме имате на некој начин можност и да разговарате еден комфор во однос на вашето и однесување и обврските кои што се, затоа што да речеме, нели, ајде сега говориме дека кога студирате, седите се уште кај нас, и таа е тој тип на традиција дека се живее во домот на родителите, не се осамостојувате веднаш после 18 години. Значи, па студирање или работа, меѓутоа сепак тој комфор кој што го имате во домот и таа можност за да некогаш и некои обврски ги прескокнете, веќе во новото семејство каде што одите ги немате, затоа што вие сте тие кои што треба, нели, да помогнете во подготовка, не знам, на кајдневните активности. Од доручек за семејството, ручек, сепак една се тие, иако велам поделба на улогите, сепак кога животот во заедница бил, да речеме, повеќе генерации, тогаш жената е била таа која што, нели, била, да речеме, задолжена за домот, иако денес повторно ќе кажам, има поделени улоги, меѓутоа пак истражувањата велат дека во поголем процент таа е тако што се грижи и сега прво во однос, да речеме, начинот еве кога му подготвувате. Помладите генерации можеби сакаат нешто секогаш побрзо да се направи. Тоа, знаете, динамиката е изо годините, додека она постабилност, полека да се направи нешто, да речеме поспоро, па да се постави како што треба, да не се руча од нога, што велиме, да не се каснува. Една од причини. Тоа од причините во смисла на начинот на, да речеме, однос. Значи, сме имале ние некои истражувања ни покажале дека кога снаата ќе рече на синот да подготви ми кафе, или ако таа нешто, да речеме, работи, и тука тоа толку тешко се сваќа од страна на свекрвата, дека синот е тој кој што работи нешто што би требало да го работи под наводници снаата. Тоа не е ништо страшно, меѓутоа конфликт. Се јавува конфликт во однос на вкусот. И тука имавме многу интересни истражувања, поготово во руралните средини, кога беше во однос на вкусот на храната. Дека не се прави доволно квалитетно и дека вкусот е поинаков. Не е доволно зачинето? Па или недоволно зачинето, или не знам, поинаку, не знам, погусто, поретко, са тие се некои, ја што велам, пикантерии. Се додава, се одзема. Меѓутоа, и тоа е, и некогаш префрлањето мајка ми знае да го направи тоа. Подобро. Ти не знаеш да го, или не знаеш, или таа го прави подобро, или поинакво. И често пати, верувајте, дури и во некои современи истражувања за семејството и се односите во семејството, и се покажува во некој процент дека до ден денес тоа е задржано, споредбата која што се прави, и тоа иритира, и да не постои некоја личен, да речеме, недоразбирање меѓу снаата и свекрвата во контекст на тоа што синот го кажува, во смисла ја глорифицира под наводници неговата мајка, се лути сопругата и тогаш несвесно имате вие недоразбирање и во однос на некои приоритети во семејството. Да речеме, ако се смета дека треба да речеме да се издвои од домашниот буџет, од едена ставка за нешто што смета дека е за нив приоритет, младиот брачен пар, по возрастната генерација смета дека тоа не е приоритет и тука имаме исто така разлика и тука може да настане некој недоразбирање и секогаш, знаете како, она се вели се попушта на повозрастниот, пак имате од друга страна вие тогаш конфликт со вашиот брачен другар и на тој начин настануваат недоразбирањата. Добро, кога е така, кој е задолжен за градење на здрав однос помеѓу снаата и свекрвата? Сите се задолжени за градење на здрав однос, меѓутоа првенствено тој однос треба да се постави уште при самото склопување на бракот
и да се заборават некои, јас велам да се заборават, дека до сега сме живееле во едно семејство, сега градиме собствено семејство, дека односите ќе ги уредуваат брачните другари, без предходно, без соодветно мешање на родителите. И тука морам да истакнам дека е одредена специфика и разлика. Да речеме, пред 40 години, кога се правели истражувања за разводите на бракот, и денес кога ги правим, имаме различни причини за развод. И тука е една од спецификите за кои што денес говориме. Пред 40 на 50 на години, кога една од главните причини за развод била мешањето на родителите. Денеска, например, имате прељуба, имате недоразбирања, други поинакви причини за разводи на брак. А тогаш била со години на прво место мешање на родителите. Да. И знаете, поготово кога станувало збор за класно слојна разлика. Припадници, да речеме, постои љубов, нели, и без оглед што припаѓаат на различен сега во совремието слои. Да. И тогаш имате вие недоразбирање во смисла еден начин на живот имала во своето семејство, сосема друг поинаков начин и да комуникација. Имате вие патриархални семејства до ден денес каде што прво треба да седне таткото на маса, потоа свекрвата или мајката му става јадење, а потоа сите останати без оглед што децата треба да имаат приоритет, нели велиме ако мали, бидејќи кај нив се уште се тие инстинкти за глад да се задоволат, не. До ден денес имаме такви семејства. И затоа велам, прељубата тогаш не била клучна, мешањето на родителите или она инсистирањето вака треба да работиш, така треба да правиш, тој тие ти се приоритети, вака да ги воспитуваш децата. Во тој контекст имаме големи разлики и до ден денес, бидејќи ден денес имате голема посетеност на предучилишните воспитно-образовни установи. До пред 50 на година најголем процент од децата ги чувале бабите и дедовците. Точно, и тука да. имате јас во однос на прво начинот на комуникација. И сега знаете ако кој треба да го воспитува кој детето, треба да го воспитува, меѓутоа и во најголем процент бабите и дедовците или свекрот и свекрвата во една семејство кога ги воспитуваат, бидејќи нели тоа биле тие големи домаќинства или повеќе детни семејства и генерацијски, каде што биле оставени, да речам, во скутот на бабите да ги воспитуваат во најголем процент и биле одредени вредности кои што тие ги поимале. И сега родителите имаат друг тип на можеби вредности, меѓутоа децата ги примаат и често пати и конфликтите меѓу мајката и детето биле резултат на тоа што детето во најголем процент некои вредности, начин на однесување привезема и нормално кога вие кога вие голем дел од вашето време поминувате со бабата, ќе превземете дел можеби и некои карактерни особини вас ќе ви се обликуваат врз тој однос. Денеска како е? Денеска воопшто и за одлука на брачните другари не се прашува семејството, се донесува одлука и дури само се информира семејството за одлуката. Многу се променети работи. Апсолутно, меѓутоа не до тој степен. Не е апсолутно дека не се информира, не се прашуваат. Имате вие семејства, како што реков, дури ќе ве зачуди процент каде што вели да, ние носиме одлуката, меѓутоа се консултираме со повозрастните. Затоа што без оглед на степенот на образование, сега имаме, да речам, висок степен на образование кај брачните другари, во смисла жената е таа која што е вклучена во процесот на трудот, работи, па има и високи места менаџерски и така натаму, значи каде што е денот поголем и таа придонесува со своите финанси во домот, меѓутоа сепак останало одреден тип на традиционализам во контекст на прашањето дека да се исконсултираме. Велам, не во најголем процент, меѓутоа сепак има проценти и самото совремие наметна некои поинакви стандарди. Јас на почетокот можеби во тој контекст сум една од тие традиционални еви во самото обраќање. Да. Јас се уште мислам сум од тие кои што на свекрва ми се обраќам со мајка и татко. Иако можеби некој ќе ме искритикува за тоа, меѓутоа ете сум воспитувана во тој дух и сметам дека ако ти е мојот сопруг кој што го сакам, нели, искрено,
се родители кои што го школувале моја дале сите таа љубов и тука е моето поимање дека ми се обраќам така како родители на мојот сопруг. Со посебна Иако во почит. 90% денеска не се обраќаат на тој начин, значи се обраќаат со тетка, со господја, само по име. И еве таа разлика, една од разликите. Во контекст на пред 50 на години, мене ми велиат другарките, ти си една од диносаурусите, под наводници, меѓутоа и јас велам си ги почитувам и сакам, нели, нормално дека љубовта кон родителот е на еден начин, кон тие кои што се родители на сопругот на друг начин, меѓутоа почита е клучна и јас велам нема да ми се скрши јазикот, ниту пак нешто ми представува тешкутија кога изговорам тој збор. И затоа кога зборуваме за тој однос и се ставам негогаш и себе си и околината, или кога велат кога говорите почнете од своето окружување така. Да. Иако затоа велам има разлики, меѓутоа и ако стои се на тој пиедестал на разбирање и толеранцијата да биде малку повисока. Знаете, сега ова со време наметна некои поинакви вредности во смисла на намален степен на толеранција. За тоа посебно ќе зборуваме. Ајде да ја слушнеме и Блага Петревска. Со неја разговараше колешката Снежана Пачевска-Китанчев за односот на снаите некогаш и денеска, но и за свекрвите некогаш и денеска. Па да почнам сега од мене. Прво бев сна, и тоа 20 години живеев со свекрвата, 10 години додека беше мојот маж жив и уште 10 години од кога тој не напушти. Се сложувавме, се некогаш ќе се замериш. Меѓутоа таа беше толку широка, јас ќе се лутам, па таа ќе речи: "Блага, ајде ќе јадеш?" Па викам: "Нели се скаравме, се лута сум." Ајде. Значи имаше една ширина. Јас бев исто добра сна, бидејќи кога и свикав на прво мамо, таа толку многу беше среќна. Значи, мене ништо не ме кошташе да викнам мамо, бидејќи кога си го сакаш сопругот, не е ни тешко да викнеш на жената мамо. Па готово кога сте во една заедница, тогаш се живееше. Сега зборуваме за 20 век. После ке зборуваме за 21 век сна свекрва. Значи, малку беше потешко, зборувам воопшто, бидејќи се живееше во заедница. И сега, има мајки, има свекреви кои што некад да го делат синот со сната и им стварат проблеми. Јас ќе кажам се од искуство, исто, мојот најмал брат имаше таа најмалата сна, сакаше мајка ми да ја провоцира, бидејќи кратко време живеа заедно. И јас ќе речам: "Мамо, што не му кажеш на брат ми?" Таа вика: "Слушај, чедо, не сакам да си го разболам детето. Јас ќе истрпам." А вика, мојата пријателка, таа му зборуваше, сната му зборуваше и детето почина. Тоа не икам да ми се случи, значи треба една поголема ширина ако си ги сакаш децата. За нивната среќа ти можеш да истрпиш. На крајот краиштата секогаш ја гледам вината во повозрасните, бидејќи тие се попаметни, треба да најдат некоја средина да течи животот. Ова го зборувам за 20 век, а 21 се смени ситуацијата. Сега младите не сакат да живеат со старите, си се башка. Старите повеќе ги користат за да ги чуваат децата. Ако зготват да им однесат зготвено, значи ја нема таа комуникација с нас свекрва. А и тука па замерувам на младите, на невестите, затоа што ако овдека беше свекрвата што требаше да биде широка, сега треба да биде сната, бидејќи малку ги позлоупотребуваат возрастните. Тогаш треба да ги и почитуваат. Значи, ништо не те кошта да испочитуваш. А поготово кога си повозрасен, еве и како мене, ние сме почувствителни. Од малку нешто, така ни е тешко на душата, бидејќи сме се дале цели и сега некој сака да те повреди, малку тешко ни е. Го издржуваме. Само совет е за помладите дека треба да се почитува. Јас тоа го имам искуство на почит од мојата сна, која што русинка по потекло сите знаат, меѓутоа таа е и како жена одлична, што јас и на ова возраст гледам да научам од се, бидејќи е трпелива и со син ми, и нешто ако е
право таја ќе почека во моментот кога тој е нервозен, после ќе му каже и тоа е за секоја похвала. Значи, жената мора да ја задржи женственоста, мора да биде понежна, па и во Светото писмо пишува дека таа е вратот, мажот е столбот. И треба да се почитува. Не треба тоа да го заборавиме, ако сакаме да имаме брак, и ако сакаме тој да трае. А сега никој никого не трпи, затоа браковите се такви какви што се, што е многу за жалење. Бидејќи децата трпат. Тие ќе се разделат, не се согласувале, меѓутоа децата се после ни вода не киселина, зашто таткото ќе му даде пари, тој е добар тогаш, па после ќе оди кај мајката, тие се раскршуваат, а и психички тој терет го носат цел живот. Тоа сакам да направим на споредба. Се поставува прашањето. Дали младите генерации покажуваат поголема подготвеност за почит и разбирање како основа на односот и како основа за, велиме, среќно семејство, или пак покажуваат подготвеност уште од самиот старт за дистанцирање? Пред да одговорам на прашањето, ме подсети Блага на едно интервју што го гледав летово во Струга и знаете, ако во слободно време имате малку повеќе можност да гледате телевизија, имаше интересен прилог токму за периодот на живот кој би бил убав период од животот. Во смисла се мислеше на дали детство, дали младост, меѓутоа ја прашуваат една, така ме задржа, да речем, бидејќи сепак и тоа е социолошко, ме задржа, беше интересен одговорот на една госпоѓа во село Радожда, тоа е на брегот на Охридското езеро, и велат кој период во животот вам ми беше најубав, и сега таа го свати поинаку прашањето и вели, ама да бидам искрена, и ви вела, да, кажат и таа вели, па се периодот кога замина свекрва ми, дур не дојде снаата. Значи, во смисла го свати. Кога она што го кажуваше Блага, животот од свекрва и сега таа како свекрва, тоа ме подсети и се насмеа во смисла, нели, поинаку се прецепираме кога ние сме во улогата на едно, а поинаку кога се прецепираме кога сме во друга улога. Така и Блага, значи поинаку се прецепира и најголем процент од жените кои што се свекрви, едно се прецепираат кога се тие снаи, а потоа поинаку се прецепираат кога Добре, тие и верувам дека тоа сосема нормално. А па нормално е, меѓутоа некогаш се подзабораваат некои работи, ме сваќате. Е сега во односно на што ме прашавте, дали денес е толеранцијата поголема и дали денеска дали се подготвени? Дали се подготвени, да. Па јас не би рекла дека толку е таа подготвеност колку што е поинаквиот начин на живот и самостојниот начин на живот, бидејќи денес во ова совремие во кое што ние живееме, најголем процент од младите брачни парови се осамостојуваат. За разлика од пред 40-30 на години, нели, било нормално, и затоа и кога ќе видите вие и во руралните, меѓутоа и во урбаните средини се правеле, најголем процент биле самостојни домувања во смисла на семејни куќи. И затоа се нарекувале семејни куќи. По повеќе спратови сметајќи дека, нели, децата ќе останат во тој дом, во тоа огниште каде што живеат и родителите, и тоа било генерацијски. Денеска имате вие самостоен начин на живење во станови или пак самостојување уште со самиот веднаш склопување, дури и пред склопување на брак, ние кога, да речеме, па тоа е некако се повеќе тренд. И тоа е не само тренд, меѓутоа една од причините што велам за, можеби, не е толку тој тип на дистанца, колку што е животот кога живеете вие сами, вие си ги поставувате правилата и начинот на живот, правилата на игра, правилата на однесување. Ќе се сретнете можеби еднаш дневно, можеби еднаш неделно, поготово ако живеете, бидејќи сега Скопје стане еден агломерат и голем процент од населението младо живее во Скопје, а дел од родителите свекрва остануваат, нели, во другите градови. И тогаш самиот начин на живот ви ја прави, самата оддалеченост ви ја прави таа дистанца. И комуникацијата можеби е покоректна, затоа што вие ќе се видите, нели, во текот на денот или во текот еднаш неделно или еднаш месечно. Или кога се празници. Или кога се празници, ќе седнете на трпеза, вие тогаш не треба да немате конфликт, нераздедоразбирања,
затоа што нели чествувате заедно некои можеби религиски традиции, некои празници кои што се дел од животот, и тогаш вие разменувате позитивна мисла и разменувате позитивна емоција и енергија, и на тој начин се намалува и таа дистанца, меѓутоа и од друга страна имате еден пријатен однос. Додека животот во заедница, сакале или не икеле, сите сме различни. Нели вие со родителите дома па имате некогаш недоразбирање за нешто, тоа е меѓугенерацијскиот јас. Затоа што едни вредности се на младите генерации, други се вредности и поимање на повозрастните. И тој меѓугенерацијски јас негогаш нас не е причина. Добро. И сега тука Блага вели, го издискутиравме тоа, дека повозрастните се оние кои што имаат повеќе искуство и треба тие да знаат како да ги балансираат можеби работите и да ги потајно можеби да ги поставуваат правилата, со тоа ќе дадат пример, со тоа ќе одржуваат еден убав, здрав однос. Па не би се согласила дека секогаш повозрастните, иако се вели нели мудроста е кај повозрастниот и дека помудро треба да се однесува, меѓутоа и младите, да речеме снаите кои што се во семејствата, пак сега имаат можност да се едуцираат, нели? Се едуцираат, работат на работни места каде што комуницираат. Значи не се дона пред 50-60 години каде што доаѓа во домот на сопругот и тука ги работи само тие домакински активности. И кога сте вие катадневно со некој, а генерацијски постои тој јас, тогаш сакале некеле не можеме да правиме разлика, нели? Се создаваат одредени недоразбирања, кои што кажав, за секојдневни активности работи, од наједноставните елементи на живењето. Меѓутоа, оној кој што е мудар и кој што е воспитан во духот на почит, на толеранција, на разбирање, на одговорност, тој ќе се однесува во склад со своите вредности. Ако велам на пиедестал, ги има тие вредности. Ја има љубовта како врвна вредност, љубовта не само во смисла помеѓу брачните другари, нели? Љубовта како кон секое битие, кон секој соговорник, собеседник, така ќе се однесува и во тој контекст, ќе се однесува и кон родителите на сопругот. Значи, мудроста, толеранцијата, љубовта треба да бидат на пиедестал на вредности кои што ќе ја насочуваат комуникацијата на секоја единка. Тогаш ќе имаме еден здрав и правилен однос, секако со почит кон повозрастниот, бидејќи некогаш и треба да бидеме, помлади треба да бидат потолерантни, затоа што знаете како велат, годините си го прават своето. Некогаш може би ќе повторат некои работи повозрастните и нетрпеливоста е тука, па тоа ми го кажа. Во ред. Толеранцијата, ако ви биде клучна како дискурс врз комуникацијата, тогаш ќе имате и добар однос и со свекрвата и на тој начин и со сопругот, во смисла дека имате почит кон родителите кои што се негови. Ќе го завршиме разговорот за куса да видиме што велат граѓаните. За односот на свекрва Билјана Јанакиевска ги праша. Овде на Балканот, а можеби и пошироко, има едно верување дека по правило снаата и свекрвата не се сакаат. Секое правило има исклучок. Вашето искуство? Па моето искуство, морам да кажам, не е кој знае колкаво, нели? Ама свекрвата беше добра личност. Беше нормално, како секоја балканска свекрва. Имаше предрасуди према новата снаа, нели? Према новиот член во семејството. Ама како кај нас, што има дека сите од фамилијата ти се свекрви, почнувајќи и од золвата, од срината, од тетката, свекрва ми најмалку доаѓаше до израз. Не, душо, какве сака и не. Па зошто да не се сака? Па и ја прашам зошто. Колку добро да правиш? Вашето искуство какво е? Резервисано. Вие ќе бидете или сте свекрва? 25 години. И како се однесувате кон снаата? Културно. А она кон вас? И она. Значи сте задоволни. Вас личниот пример не мора да биде Маска. Све зависи од карактерот на особата. И на свекрвата, и на снаата.
Има ли некое ривалство, од тука можеби нешто потекнува? Лично од мене не, ја никогаш не сум се такмичала со свекрвата. Она си има своји карактери, своји афинитети, јас имам своји, така да секоја си е лично за себе. Дали сте свекрва или? Ја не сум свекрва. Аха. Да. Па што и советувате ако имате ќерка, ако За ќерка ми до сега не сум слушнала лош збор за да нешто да каже за свекрвата. Нити свекрвата за ќерка ми. Покушаваш да се ускладиш, да ускладиш односи, да нема караници, да нема... Так. Одавна било тоа. Јас имам син, јас знам како ќе се однесувам со мојата сна. Па како? Ајде. Еве, јас со мојата сна најнапред нема да се трудам да ја бидам другарка, зашто нема да можам да ја бидам другарка. Нема да ја бидам авторитет, нема да ја малтретирам, ќе ја оставам да биде своја, да си биде жена на мојот син. А вам гордост? Толку. Само гордост. Па и радост. И радост? И радост да ми роди внучиња. Од радост Така е, така е. Најмногу ќе ми биде драго, нормално, нели, внучиња, како, ете тоа. Али се надевам дека ќе бидам, ќе се трудам да бидам добра свекрва. Добро беше, ова ќе се трудам да бидам добра свекрва. Ако стожерот на едно општество во кое што живееме е изложено на многу предизвици, е среќено семејство, од тука излегува се. Од тука и младите генерации потоа стануваат луѓе и така натаму. Може отворено да ве прашам, што е потребно за среќено семејство? Значи, пред да ви одговорам, да го кажеме, нема еден рецепт, меѓутоа има неколку правила кои што се потребни за среќено семејство. Слушајќи анкетата ме испровоцира на нешто што деновиве го видов на социјалните медиуми. Кога рече господјата, јас не сум свекрва, ама за сна ми ништо, за ќерка ми ништо лошо немам слушнато. Вели една мајка која што има и син и ќерка, вели каква вика лоша жена зема, специфична жена зема син ми, која што се готира да работи и да пазарува, а ќерка ми рече многу добро со маж и сопругот се и работи. Значи, тоа е да имаме, и во контекст на прашањето, да имаме ист однос и кон снаата, и кон синот, и кон ќерката, значи кон сите членови на семејството, да се има еден однос кој што ќе се базира, кој што споменав, на толеранција, на разбирање и пред се на разговор. Денес заборавивме да се слушаме меѓу себе. Заборавивме да се прашаме како сме. Затоа велам, со времието и нама на некои поинакви стандарди на однесување, дури нашите деца кога ќе дојдат прво ги прашуваме како помина на училиште, не ги прашуваме што ве направи среќни. Што денес трите работи кои што те направија среќни. Кој денес ти кажа некој убав збор, значи, убавиот збор. Радоста, среќата, толеранцијата, разбирањето и едноставно комуникацијата на еден правилен и вистински начин. Комуникацијата во смисла ништо не ве чини ако кажете добар збор. Ако ги поздравите луѓето меѓу себе, ако во семејството се разбирате и се слушате и комуницирате, да седнете, да се вратат оние моменти на заеднички разговори и заеднички ручеци, вечери, каде што меѓу себе ќе ги споделите, ја што велам, и радостите и убостите, меѓутоа и можеби некој момент кој што ви придонесол за да се чувствувате неубаво, затоа што со целото семејство, како се вели, споделена тага е помала тага, а споделена радост е поголема радост, да комуницираме меѓу себе, да ја шириме среќата и убавата енергија и да бидеме малку потолерантни, тоа е успехот на едно среќно семејство. Ви благодарам. Благодарам и вам. Благодарам што го одвоивте еден час и што бевте заедно со нас денеска. Навистина многу пораки испративме, се надевам дека задржавме внимание во овој блок. Благодарам и вам и се надевам дека ќе имаме што повеќе среќни семејства. Искрено се надевам.